Добар ден, почитувани. Ова е уште една нова Телма амбуланта. Дури и само неколку години пушење можат значително да го зголемат ризикот од хронични кардиоваскуларни заболувања, состојби кои сериозно го нарушуваат квалитетот на животот и можат да го скратат животниот век. Како точно цигарите го оштетуваат срцето и крвните садови? Одговорите ќе ги добиеме од кардиологот доктор Антонио Антовски. Да се откажеш од пушење не е лесно. Тоа е долг и тежок процес, исполнет со предизвици. Многумина се обидуваат, но често безуспешно. Што велат оние, поранешните пушачи? Како изгледа патот до ослободување од зависноста? Новинарката Тамара Чаусидис ќе го сподели своето лично искуство, како таа ја победи оваа навика и што би им препорачала на оние кои се уште се борат. Не ја пропуштајте денешната Телма амбуланта, бидејќи следува инспиративно и корисно издание посветено на здравјето и храброста да се направи промена. Голем дел од пушачите прават бројни обиди да се откажат од цигарите, обично без успех. Но стапката и на повратници по првичниот успех е навистина голема. Од колку обиди успела да се откаже од цигарите нашата денешна гостинка, ќе прашаме токму во Телма амбуланта. Добар ден за Тамара Чаусидис, долгогодишен новинар со големо искуство. И долгогодишен пушач. И долгогодишен пушач, но во моментов, односно последните години, не пушач. Да, веќе собирам стаж и во таа сфера на непушачи, да. Статистиката покажува дека луѓето обично почнуваат да пушат на возраст од 12 до 16 години, иако ги има и оние кои што првата цигара запалиле во зрелата животна доба. Како беше во вашиот случај? Исто така. Во време на пубертет, кога тоа се тие стереотипи дека цигарата, кај девојчињата, цигарата ве прави софистицирана, по-возрастна, поженствена, ви помага да не јадете. Кај девојчињата тие стереотипи се многу доминантни, кај машките дека се они возрастни, дека се силни, дека се мокни и така натаму. Тоа се тие стереотипи кои што се клучни за децата во тој период да пробаат. Кај повозрастните кои што им се случува да почнат да стануваат зависници од цигари, е всушност исто стереотипот дека тоа ги релаксира, им помага да се носат со стресот и така натаму. Дека им дава оддишка од стресното секојдневие. Да. Вашиот изговор со текот на годините што беше за да запалите следна цигара? Па не се работи за изговори. Многу брзо, бидејќи никотинот е таква супстанца, тој многу брзо создава зависност. Организмот, како и кај сите, ја не знам како да ги наречам, кој е политички коректен термин, тој е дрога. Дали во ред да го кажам така или не знам, субстанца која предизвикува зависност. Како и кај сите субстанции, никотинот е многу адиктивен. Меѓутоа, исто така многу брзо исчезнува. Меѓутоа, менталната зависност е многу силна. Особено културната средина и социолошките фактори кои погодуваат на тој тип на на тоа робство се многу силни. И пушачите се заробени, многу брзо се наоѓаат заробени. Знаете, никој не пропушил, а при тоа да не му било одвратно пушењето, тоа не мириса убаво. Практично вие се гушите, бидејќи внесувате чад во белите дробови и кај младите луѓе, тие со сила период на адаптација. Тоа е всушност замката, затоа што толку е непријатно, тоа е една од карактеристики на методата која мене ми помогна, е толку е непријатно што вие мислите дека во секој момент може да се откажете, бидејќи тоа не е убаво. Меѓутоа, зависноста многу брзо проработува, прво физичката, потоа и менталната, и робството е многу големо. Зависноста е многу голема. Бевте жесток пушач? Да, преку 2 кутии дневно. Па и како новинар, знаете, во нашата средина стереотипот за новинарите е пушат, па нешто разговарат, па цигарата им помага да се релаксират, ама и да се концентрират. Така све некои контрадикторни особини. И бев многу силен пушач, се обидував да ги оставам,
Колку пати? Па многу пати. Што вели Марк Твен, лесно е да се остават цигарите, јас ги оставив едно 15 пати. Всушност, вие ги оставате цигарите, со секоја последна цигара, со секоја цигара што ја палите, вие ги оставате до следната. Проблемот е абстиненцијалната криза, која што ние нарекуваме, не можам да ги оставам, нервозен сум, стресен, имам апетит и така натаму. Мислам, начините на кои што зависноста се артикулира во објаснување се безбројни. Првиот пат кога ги оставивте цигарите, колку време не запаливте цигара? Па јас знаев да оставам по неколку години да ги оставам цигарите, меѓутоа јас секогаш ги оставав со метода на волја, нели? И без оглед колку години ја не пушам, јас бев пушач. Ментално бев пушач, се дружев со пушачи, понекогаш и им завидував. Имаше ситуација кога сонував дека сум пропушила, па ќе се разбудам, па као, леле, готово. Јас со сила, всушност, ги оставав цигарите. Ги броевте деновите? И ги броев. У секој момент вие да ми кажете, да ме прашате колку време не пушиш, ја ќе ви кажам 4 години, 2 месеци и така натаму. Сакам да кажам, јас ментално никогаш не ги оставав всушност цигарите, јас само трпев, издржував. Ама сега јас и не знам колку не пушам, знам дека беше пред короната, не се ни бавам со тоа, не ме ни интересира, ја не ги бројам деновите на непушачкиот стаж, напросто јас сум ослободена од таа зависност. Сега како успеавте конечно да ги оставите цигарите? Кој беше методот што беше толку успешен? Во мојот случај, сега знаете како, тој метод бележи неверојатен успех на глобално ниво. Станува збор за човек кој што бил сметководител, Ален Кар се вика, и кој што пушал по 100 цигари дневно. 100 цигари дневно. Че ние како ги викаме, што палат една, па палат друга. И се обидувал. Да, цигара за цигара. И се обидувал. И на крај успева со овој метод, кој што кога го артикулира, сваќа што е основата на овој метод. Основата е да го освестите робството во себе, да освестите дека всушност, пошто кај пушачите, јас знам сега луѓе што ме гледат и што се пушачи, или ме пцујат или менуваат канал. Ги вознемирува разговорот за оставање на цигари, бидејќи во основа е стравот, дека ќе загубат нешто многу драгоцено, нешто што е нивен идентитет, нешто што им помага да се справуваат и со досада, но и со стрес, што им помага да се фокусираат, што им помага да бидат креативни ако се новинари, например, и така. И во основа, поентата на овој метод е да ви ја открие зависноста, дека сето тоа не станува збор дека ви имате слаба волја, дека сте безработници, дека станува збор за навика. Не, тоа е зависност. Тоа е ментална и физичка зависност. Физичката до душа заминува за 3 дена, ама менталната е многу силна. И сега замислете вие, јас оставав, например, цигари така со волја и цело време имав чувство дека сум лишена од нешто. Поентата е да го свртите перцепцијата, односно да сватите дека вие не се лишувате од ништо, вие се ослободувате од нешто. И тогаш сосема поинаку ги доживувате работите. Поентата е, јас користев книгата, има... Така, книгата е насловена "Лесен начин да ставите крај на пушењето, бидете среќен непушач до крајот на животот". Така е, тоа е кај нас е преведена, не е битно кој е издавачот, ја има и на интернет. Така може да се спушти, да се даунлодира. Исклучително лесно е достапна. Во светот повеќе од 13 милиони копии се продадени. Така, немаат реклами, не се бават со тоа, напросто откако ги оставил цигарите, тој добил порив да го ослободи светот од оваа зависност, бидејќи е сериозен проблем. И тој ги листа, да речеме, Ален Кар ги листа тие методи кои што не се успешни, односно како покажува како кај пушачите реагираат на она плашење со здравје.
Тоа апсолутно не е успешно, напротив. Сите се свесни дека пушењето е штетно по здравјето. Уште дополнително ве става во ситуација да се чувствувате немокни и исплашени од една страна од она што се ефектите на цигарите, од друга страна од чувството дека вие не можете од тоа да се ослободите, а всушност е многу едноставно. И тој низ книгата постепено ги разбива сите тие предрасуди. Например, дека не можам да уживам во храна ако после тоа не запалам цигара. Бесмислено е. Кога ќе го освестите тоа, тоа е исто како зависник од, да речеме, не знам, од некоја друга супстанца, како хероин. И сега, и некој кој што не е зависен од хероин, вие не се будите сабајле и не викате, леле, ја нема да можам да функционирам ако не ја примам дозата. Тоа зависникот тоа го мисли и навистина не може да функционира. Проблемот е исто така што, бидејќи ова е адиктивна супстанца и отров, организмот со време се бори и создава имунитет. И на тој начин нема ефект, нели, никотинот и ве носи на све поголеми и поголеми дози за да го почувствувате ефектот на никотинот, кој што така се стига всушност до 2 до 3 кутии на ден. Така се стига на сериозно пушење, да. Велите дека едва чекавте да ја дочитате книгата за да ги оставите цигарите, што значи тоа дека додека се читаат овие совети може да се запали цигара? Авторот дури препорачува да се пуши, додека не дојдете у таа фаза да сакате да ги оставите, односно да ја сватите слободата, ослободувањето. И тоа кога ќе се случи, тоа е прилично еуфорично чувство, кога ќе сватите всушност, па што, па стварно, па зашто? Мислам, сите кога тој постепено ве ослободува од сите тие предрасуди и стереотипи со кои всушност и општеството, но и вие самите си ги оправдувате собствената зависност. И кога ќе сватите дека не губите ништо, токму напротив, вие се ослободувате, тогаш е чувството многу пријатно и тогаш веќе го нема тоа, зар јас цел живот нема да запалам, или што ќе правам со рацете, што ќе правам со рацете и така натаму. А инаку секој пушач сака да остави цигари, тоа мислам можете многу лесно го проверите, прашите родител пушач дали сака детето да му пуши. Тоа е одговорот. Ако навистина не сакаше да ги остави цигарите, секој родител ќе рече, па чекај, тоа е толку убаво да и детево да го споделиме, тоа не. Тоа не е. Ние сите сме длабоко несрекни, длабоко исплашени и длабоко се чувствуваме немокни да се ослободиме од таа зависност, тоа не е навика. Пошто видите, навиките се стекнуваат, се губат. Примерот во книгата. Британците возат на спротивна страна, нели? Од коловозот. И тоа е нивната навика. Меѓутоа кога ќе отидат на друго место, тие возат сосема, нели? Значи навиките се губат. Така. Ова не е навика, ова е зависност. И тоа треба да се препознае како зависност и кога ќе се препознае како зависност, ќе се донесе. Да, напросто ќе се ослободите. Никој не е роден со цигара во уста. Тоа е непријатно чувство. Дури кога ќе направите некоја абстиненција и кога ќе запалите цигара, таа не мириса убаво. Ако повлечете, ви се врти во глава. Организмот именно ние сме еволуирани на тој начин да организмот ви сигнализира кога внесувате нешто што не е добро, што не ви прија. И тие први симптоми на прва цигара, тоа всушност тоа и ви го покажуваат. Денеска сте непушач и ви пречат цигарите, ви пречи димот од цигари. Да, ми пречи, но како изгледа кога ќе седнете со пријатели некаде? Со оглед на тоа што речи си 50% од возрастната популација во Македонија се пушачи. И сега сите ќе запалат цигара? Да, јас се разбира кога трпам. Сега не можам да... Ама не паѓате некогаш во искушение? Повеќе не, мене ми е жал. Само сега, сега ви е жал. И ви пречи мирисот. Да, мене ми е многу жал. Мене ми е прво жал што порано не, што толку се мажев, јас се препотував. Ми беше многу тешко да уопште да размислувам за оставање. Па кога ќе ги оставев, па броев денови, па издржи, па ова, па она, па леле слаба сум, па се презиравме ние меѓу себе. Пушачите се презираат, мислат дека немаат доволно волја. И мислам, навистина е така.
па тоа нели мириса и ве боли глава. Во секој случај еден непријатно, цела операција крајно непријатна. Па и економски последици има. А да не збориме за тоа. И така што јас сега кога мене ми е многу жал. Јас кога ќе ги видам на пример ако сме во ресторан каде што се јаде, па мора да излезат. Јас се сеќавам и на себе, ама навистина ми е жал за луѓето. Го знам чувството. Јас не сум одела на места каде што не се пушало. Сум имала ситуации кога децата кога ми беа мали, сега сум имала ситуации да одбегнувам контакт со нив, као да не им пушам нели во близина. Јас сум се лишувала и нив сум ги лишувала од моето присуство за да ја задоволам таа зависност. Мислам, тоа не значи дека јас сум била лоша и пушачите не се лоши и не се тоа луѓе кои што си дозволуваат нешто што не име ова. Едноставно многу брзо се влегува во таа стапица, а методите кои што се сугерираат за оставање фластери, компензации на никотин и така натаму, во основа и натаму ве остава зависник цел живот, само што евентуално вие сте абстинирате од зависноста. Не е поентата во тоа, поентата е да се ослободите. Многу луѓе се плашат да ги остават цигарите за да не се поправат. Имавте такви стравувања? Тоа кај девојчињата е особено. Па јас и во пубертет тоа многу доминира, као нема да јадам, убива апетитот и така натаму, нема вез. Значи, јас сум варирала, јас имам проблем со килажа, јас сум варирала со килажа и кога сум пушала, и кога не сум пушала, така што јас ослабнав кога ги оставив, па потоа мислам, мојот проблем со храна е проблем, ја го препознам, ама нема никаква врска со цигарите. Дури и мислам дека ме внесе во тој магерсан круг, нели, на јадење, па не јадење, па цигарите не помагаат во тоа. Имено токму противно. Деки намалувањето на апетитот е многу мало во однос на она што подоцна се јавува како резултат на гладување. Во многу европски земји се спроведуваат забрани за пушење на јавни места, паркови, автобуски постојки и слично. Де пушачите велат одличен чекор, пушачите велат тоа е кршење на човековите права. Сметате ли дека ова е добра стратегија за да се намали пушењето? Не мислам дека е добра. Значи, ако вие имате зависник и со забраната само го потикнувате, дополнително го прогонувате и тој страв за кој јас говорам, дека во основа на неможноста на пушачите да се решат да се ослободат од цигари, вординкот е исто така многу важен, не оставаат они ништо, тие само се ослободуваат. Јас не сум се родила со цигара па да треба да ја оставам. Јас сум ја зела цигарата. Јас сега таа не можам да се ослободам од неа. Така што мислам дека стравување, плашење со здравствени проблеми, па каде најмногу се пуши? Јас неодамна имав потреба да одам на пулмологија на клиника и нешто тој мој термин компјутери, системот, рихна. И се сите излегуваат. Луѓето внатре се, како да ви кажам, сиви, некои одваја одат и така натаму. Јас зачекорив во облак од чад. Значи сите излегува и сите пушеа. Па да беше стравувањето ефикасно, па луѓето ќе ги оставаа. Така што не мислам дека забраните. Добро, забраните немаат само функција да ги натераат луѓето да не пушат, туку имаат функција да ги заштитат тие што не пушат од секундарно внесување на од пасивно пушење. Да. Што е добро решение за рестораните, за кафулињата, за објектите кои што се во затворен простор. И моето последно прашање би се однесувало што би им препорачале, би им советувале на оние кои што сакаат да го направат овој чекор сериозно и да се откажат од цигарите? Па, она што јас можам да го кажам е дека има живот после цигари, дека не се менува карактерот, не се менува животот, се останува исто, само се ослободувате од чувството на тоа кога сега јас ке можам да запалам,
Кога е следната, дали ќе смеам, дали нема да смеам, напросто се ослободувате од тоа бреме и тоа е навистина многу убаво чувство. Еден од начините овој метод, луѓето ја вреднуваат слободата. Слободата не е само абстрактен концепт. Слободата се живее и се чувствува. Она што ви го дава односно ослободувањето од цигари е тоа чувство на слобода, на автентичност, па и на гордост у крајна линија. Сепак не е тоа мала работа да се ослободите од нешто што ве правело, што ви одземало време, што ви одземало пари, што ви одземало, не знам, многу работи. Речи се, апсолутно ништо нема позитивно во тоа, а добивате многу. Тамара, ви благодарам многу што во денешната Телма амбуланта ја раскажавте вашата лична приказна. Се надевам дека со ова ќе поттикнете дел од гледачите кои што можеби не гледаат со цигара, да ја изгасат и тоа да биде нивната последна цигара. Ја би им препорачала да ја побараат книгата, ја има на интернет, ја има и многу помага, бидејќи е напишана од пушачи. Јас дури сега ја сум ја заборавила. Мислам, тоа било пред 5-6 години кога ја сум ја читала, не се ни сеќавам. Така што би им препорачала, има начин да се ослободите и лесно е и на вистина, апсолутно, ништо не се менува освен на добро. Благодарам уште еднаш за гостувањето, а вие почитувани останете на Телма, продолжуваме понатаму. Сите знаеме дека цигарите се штетни по здравието, но на каков начин точно го оштетуваат срцето и крвните садови? Ке го запрашаме доктор Антони Антовски, кардиолог од Градската општа болница 8 септември. Докторе, вие во животот немате запалено ниту една цигара? Немам и не чувствувам потреба да запалам. Ниту вашите блиски во семејството не се пушачи? Па сега можам да кажам најблиската фамилија дека се не пушачи. Имам некои роднини кои што пушеле, па се откажале, така да во нашата фамилија цигарите не се присутни. Но дел од вашите колеги, докторите, се исто така пушачи. Вистина, сега морам да признаам, нели народот вика, слушаш што ти зборувам, не гледаш што правам. Така да реалноста е таква, збориме за една зависност, која што буквално е во категорија како зависноста од кокаинот, хероинот, затоа што делува на тој начин што стимулира лачење на допамин во мозокот. Тоа е еден стимуланс кој што предизвикува задоволство. Често тоа го објаснувам на пациентите, они велат ние можеме без цигара, тоа е само навика, потреба, ритуал. Не е точно. Мора да се каже вистината, тоа е зависност. Организмот чувствува потреба и затоа и тешко се откажуваат пушачите. Меѓутоа, еве неколку факти да споделиме. Факти кои што, верувам, често ги слушаме, често се повторуваат. Сите знаеме дека број еден убиец во светски рамки се кардиоваскуларните заболувања. Тоа што не знаеме е дека четвртина од тие починати од кардиоваскуларни заболувања се последица директно на пушењето. Па добро, докторе, како пушењето ги оштетува срцето и крвните садови? Што е проблем? Никотинот ли е? Токсините од хартијата, од лепакот, од филтрите? Видете, во основа е никотинот. Да не бегаме од вистината, затоа што се измислуваат нови начини на пакување на никотинот, електронски цигари, нели велиме, ги немат штетните катрани, ги нема лепаци или не знам што. Вистината е дека никотинот е проблем. За жал, индустријата оди до таму што новите начини на внесување на никотинот овозможуваат никотинот побрзо да делува. Побрзо да дојде до мозокот. И целосно велат да се абсорбира. 15 секунди велат од повлекување на димот имаме ефект допаминот во мозокот и ефектот на цигарите. Како, на кој начин никотинот? Директно штетно делува на крвните садови. Внатрешната обивка на крвните садови, ендотелот, која што е бариера, која што не дозволува мастите и штетните материи да навлегуваат во зидот на крвните садови. Никотинот директно ја оштетува.
На тој начин ја прави попропусна за да се таложат мастите, да се создаваат наслаги, плакови, односно да се запушуваат артериите. Индиректно предизвикува воспалителна реакција, воспаление на крвните садови. Сега замислете, пушењето е нешто што се повторува. Во денот се повторува секој ден, постојано. Една постојана стимулација, едно постојано воспаление на крвните садови, што доведува до менување на крвните садови. Крвните садови ја губат еластичност, стануваат крути. И сето тоа сега продуцира други проблеми. Какви проблеми? Зголемување на крвниот притисок. Значи, докажано е, преку менување на крвните садови доведува до зголемување на крвниот притисок. Меѓутоа, не само преку крвните садови, директно никотинот го качува крвниот притисок. Значи, после повлечени димови од цигарата, крвниот притисок се качува. И тоа е процес кој што се повторува. Така да хронично се зголемува крвниот притисок. Тахикардија подразбира забрзана работа на срцето. Срцето нормално функционира со контракција, ја испумпува крвта и тоа се повторува постојано 24 сати. Никотинот го тера срцето побрзо да работи. Секој мускул што работи повеќе се задебелува, доведува до хипертрофија. Со тегови кои ќе ги оптеретиме рацете, нормално е дека тој мускул ќе се засили. Исто е и со срцето. Процес кој што не е добар за мускулот, затоа што бара подобро крвоснабдување, подобра исхрана, која што до некаде може да се обезбеди, бидејќи има резерва, но кој ќе се надмине, веќе е контрапродуктивно. Предизвикува аритмија, неправилност во работата на срцето. Никотинот, јаглеродниот моноксид од цигарите ја намалува оксигенацијата на крвта. Значи, способноста на хемоглобинот да врзува кислород и да го достави до сите наши клетки. Ја намалува. И тоа доведува до страдање на организмот, недоволно дотор на кислород. Многу механизми. Статистиката вели вака. Пушачите имаат 2 до 4 пати поголем ризик од појава на инфаркт на срцевиот мускул. 2 до 4 пати поголем ризик да развијат мозочен удар. Тоа е така затоа што се менуваат крвните садови. Ненадејна срцева смрт? Ненадејна срцева смрт. Сите овие процеси водат до слабост на срцето како пумпа, затоа што задебелувањето на мускулот, аритмиите, запушувањето на артериите, тоа има последици не само на другите делови на телото, на самиот срцев мускул, па имаме развој на срцева слабост. И затоа статистиките се немилосрдни. Вака вели, барем половина од пушачите имаат скратен животен век. И тоа вели во просек 10 години од животот е скратен животниот век. Сега видете, не е sejedno. Треба работите да се кажат, па секој да размисли. Затоа што пушењето како ризик фактор е на врвот од ризик факторите од кардиоваскуларни заболувања. Заедно со зголемените масти, заедно со зголемениот шеќер, заедно со зголемениот крвен притисок. Пазете, тоа се главните ризик фактори. Пушењето го ставаме на врв затоа што е најмногу присутно. И за жал ја опфаќа популацијата, почнувајќи од младите, работоспособната популација, завршувајќи со возрастната популација. Докторе, дали подеднаков ризик за развој на болести на срцето и крвните садови имаат и младите пушачи и возрастните? Дали ризикот е ист и ке едните и ке другите или се разликува? Ризикот не можеме да го измериме точно во проценти. Меѓутоа, фактот е дека штетните последици се поголеми кај младата популација и кај возрастната популација. Зашто е тоа така? Кај возрастната популација затоа што со старењето се случуваат промени во организмот.
во структурата. Се намалува мускулната маса. Се зголемува количината на масното ткиво. Сето тоа доведува до промени кои што прават организмот, крвните садови да се поосетливи на дејството на никотинот. Кај возрастната популација функцијата на црниот дроб се менува, се намалува. Тој исто така учествува во метаболизмот на никотинот. И затоа возрастната популација е поосетлива на дејството на никотинот. Жените. Значи, ризикот е различен кај мажите наспроти жените. Така е. Статистиките велат дека жените се поосетливи, имаат поголема штета од пушењето неголи мажите. Повторно е во прашање конституцијата на телото, машкото и женското тело се разликува. Застапеноста на мастите, застапеноста на мускулатурата, протеините се разликува. Хормонски влијанија имаме. Значи, сите механизми не се до крај јасни. Самите навики, ритуали во пушењето се разликуваат кај мажите и жените. Меѓутоа, на крај, студиите, статистиката вели, жените се поосетливи, посебно во период репродуктивен, ако користат средства за контрацепција. Затоа што видете, никотинот, неговото штетно дејство не се завршува само на крвните садови и на срцевиот мускул. Штетно делува на процесот на згручување на крвта. Стимулира процес на згручување. Значи, крвните клетки, тромбоцитите, кои што го создаваат тромбот, им ја зголемува способноста да се слепуваат. Таблетките за контрацепција имаат сличен ефект. Така да тие ефекти се потенцираат. А во процесот на појава на срцевиот удар, тромбогенезата е многу важен фактор. Формирање на тромб. Формирање на тромб и запушување на артеријата. Видете, најчесто во најголемиот дел од случаевите имаме стеснување на артеријата заради таложење на мастите. Па велиме има плак. Плакот е стабилен, дали е 50%, 60%, 70%. Кога ќе дојде до прскање на плакот, под влијание на различни штетни нокси, притисокот висок, никотинот е еден од ноксите кои што го дестабилизираат плакот, доведуваат до прскање. Се активира процесот на тромбогенеза. Се слепуваат тромбоцитите, се затвара крвниот сад и одеднаш имаме артерија што била 50% стеснета, сега е 100% стеснета и имаме инфаркт. Значи, никотинот директно учествува и затоа ќе се повтора. 2 до 4 пати пушачите имаат поголем ризик од срцев удар од непушачите. А добро, докторе, што е со некој што палат само една цигара во текот на денот? Дали е тоа опасно или безопасно? Опасно е, апсолутно. Значи дури една цигара? Апсолутно, затоа што студиите покажуваат дека они имаат ризик околу 40% од тие што пушат 20 цигари на ден. Пазете, значи, количината на никотин што ја внесуваат со една цигара им го зголемува, носи ризик од кардиоваскуларни проблеми 40% од тие што пушат 20 цигари. Па прочитав податок кој што вели тие што пушат 5 цигари, тие имаат 60% од ризикот на тие што пушат 20 цигари. Така да нема безбедна доза на никотин. А што е со пасивните пушачи, доколку не пушач е изложен постојано на димот цигари? За жал, тука е проблемот. Има и тука некои истражувања во бројки? Што зборуваме за правата на луѓето, ограничување на правата на луѓето, пушачите сакаат да им се дозволи да свесни за штетното влијание на никотинот да пушат. Проблемот е што тие што пасивно пушат, што се во просторија кај што има пушачи, ризикот за кардиоваскуларни заболувања им се зголемува за 20 до 30%. Значи, со пасивно пушење, видите, сериозно штетно влијание на некој што не пуши. Често пати збориме дали е поштетно пушењето или консумирањето на алкохол. Можеме да дебатираме, за тоа треба цела емисија. Меѓутоа, вистината е дека тој што пие неумерено
си прави штета на сопственото здравје. За жал, пушачите прават штета и на тие што се присутни, што не пушат. Што не е коректно сега. Ако сакаме да ги гледаме правата на луѓето, да немаме ограничување, тоа што треба да се почитуваат правата и на непушачите, значи да не им се прави штета на здравјето. Доктор, овој момент ќе ги вклучиме и гледачите во програма. Почитувани, емисијата е контактна, можете да поставите прашање кое што се однесува на темата на која што денеска говориме. Докторе, некои велат дека можеби нема поента да ги остават цигарите, бидејќи пушат со години и штетата е направена. Дали советувате ке долгогодишните пушачи прекин на пушењето? Значи, секој има корист, независно кога ќе престане со пушењето. Јас реков дека тоа е штетна нокса, еден агенс кој што делува секојдневно. Значи, со повторувано пушење се повторува штетното дејство. Прекинот на пушењето значи престанок на тоа штетно дејство. Таа штета што веќе е направена, за жал, ние можеме да ја контролираме. Ако има потреба со лекови, ако штетата е помала, нема потреба од лекови. Меѓутоа, прекинот на пушењето доведува до повеќе кратна корист. Значи, престанува воспалителната реакција, која што ја предизвикува никотинот. Има и други работи. Никотинот го зголемува нивото на штетниот холестерол, го намалува нивото на корисниот холестерол, го зголемува нивото на триглицеридите. Пазете, све се ова масти кои што учествуваат во процесот на артериосклерозата. Колку време по прекинот на пушењето ќе се забележат подобрување во овие параметри? Значи, секој ден е корисен. Така. Статистиката вика вака. За 10 години по престанок на пушењето, Добро. ризикот од кардиоваскуларни заболувања, како што е срцевиот удар, како што е мозочниот удар, се враќа на ниво како кај непушачите. Пазете, збориме за подолг период. Така. Меѓутоа, користа, вели, после 5 години е на половина ризикот од тој кај непушачите. Така да секој поминат ден носи подобрување на состојбата и го намалува ризикот од кардиоваскуларни проблеми. Имаме гледачи, докторе, ќе им дадеме можност да постават прашања во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден, ве поздравувам докторо и вас. Поздрав и до вас. Благодарам. Сакам да прашам, се правиле в операција 3 байпаси на срце и на каротидите. Сега дали може по 2-3 цигари барем да пушам? Така, барем по 2-3 цигари. Ви благодарам за вклучувањето во програми и прашањето. Повелете, докторе, што би советувале? Не ме слушала, значи... Но, докторе, не можат сите да се откажат веднаш. Нашата гледачка... Ај некои ваши колеги велат, па добро, сега не знам дали конкретно во овој случај, но при влошено здравје, може би не е добро одеднаш да се прекинат, да се остават цигара или две. На почеток. Видете, значи, се што е намалување, значи помала изложеност, помала штета. И јас пак ќе го споделам податокот. Една цигара дневно носи штета, ризик од кардиоваскуларно здравје 40%. Тоа е навистина голем од тие што пушат 20. 5 цигари ако се на ден, тоа е веќе 60%. Така да, господјо, ако сте пушеле 20 цигари на ден, а сега пушите 2 цигари на ден, си го намалувате ризикот да имате нови проблеми. Меѓутоа, најдобро е да престанете да пушете, затоа што нема доза на никотинот која што не е штетна. Секоја доза е штетна. Значи, секоја цигара испушена носи штета на крвните садови, на срцето и на многу други механизми во организмот. Видете, прави проблеми на периферната циркулација. Господјата има операција на срцето, бајпас. Има проблеми со каротидите. Тоа се артериите што носат крв во мозокот. Не знам дали се прегледало, дали е констатирано, дали има проблеми со циркулацијата во нозете.
Значи, ја влошува периферната циркулација, ова ја рачунаме за централна, крвните садови на вратот и на срцето. Повеќе кратна е штетата. Значи, влие, ја влошува состојбата и со диабетот. Видете, никотинот е навистина зверче. Сериозен ризик фактор. Тивко носи оштетување на организмот. Значи мора да се најде мотивација и да се победи таа зависност со цигарите. Имаме уште еден гледач, да го слушнеме прашањето, па ќе продолжиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас. Едно кратко прашање. Што би кажал докторот за пушењето во бременост и за време на доење? Благодарам. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Катастрофа. Значи нема што друго да додадам. Штетно е за секого, а посебно за плодот кој што е во развој, кога имаме активно делење на клетките, кога расте плодот, тоа штетно влијание е уште поголемо. Значи никотинот, како и лековите, како и алкохолот, има и тератогено дејство. Тоа значи дека може да доведе до мутации во клетките, во процесот на развој на плодот, па да се јават вродени малформации, да се јават вродени дефекти во развојот на плодот. Значи, апсолутно го казнуваме нероденото дете со пушењето во текот на бременост. Во однос на доењето, сите штетни материи, меѓу кои никотинот, поминуваат во мајчиното млеко преку циркулацијата, така да не штета апсолутно за детето да мајката пуши кога го дои детето. Продолжуваме ние понатаму. Докторе, што значи за спортисти, за луѓе кои што се физички активни, да запалат цигара? Тоа значи дека им се намалуваат капацитетот на дишните органи, се намалува капацитетот на кардиоваскуларниот систем. Тоа значи дека ќе имаат значително послаби резултати, посебно ако зборуваме за луѓе кои што активно тренираат, кои што се спортски ангажирани, значи апсолутно ќе влијае врз нивната ефикасност. И пошто тоа се оглавно млади луѓе, тоа ќе значи и побрзо појава на кардиоваскуларни проблеми. Уште една работа од преска сакам да ја кажам. Треба секогаш да земеме во предвид дека никотинот е еден од најважните предизвикувачи на заболувања и на кардиоваскуларна смрт, на кој што можеме да влијаеме. Значи, на кој што може превентивно да делуваме и да си помогнеме. Значи, жалосно е ако тоа не го правиме, затоа што не е пушењето единствениот проблем. Пушењето, кога ќе го искомбинираме со другите штетни нокси, со другите ризик фактори, загадениот воздух, на кој што сме секојдневно изложени, кај што за жал не можеме да влијаеме. Сега ќе се наљутат тие што пијат кафе. Кофеинот е стимуланс кој што исто така делува на мозокот, делува на крвните садови и предизвикува штета. Делува на циркулацијата. Пушењето. Пушачите, мислам дека сите имаат приметено. Зимно време, после пушење, циркулацијата во краевите на телото се влошува. Прави спазам на крвните садови, на малите крвни садови. Ја влошува циркулацијата. Сега, ако ви речам дека Светска здравствена организација алармира дека имаме 7 милиони смртни случаеви годишно последица на пушењето. Ама истата Светска здравствена организација вика дека имаме 7 милиони смртни случаеви годишно во светот заради загадениот воздух. Кога сето тоа ќе се искомбинира. Значи сето ова кој ќе го собереме, јас на почеток реков, статистиката века дека пушачите си го скратуваат животот во просек 10 години.
но и загадениот воздух го Ама прави пазете, истото. збориме за Кој ќе се искомбинира. скратување на должината на животот. Каде е квалитетот на животот? Кога некој ќе има инфаркт на срцевиот мускул на 40 години? Докторе, колкав дел од пациентите со овакви кардиоваскуларни засегања што доаѓаат кај вас се пушачи? Видете, прво кога прашуваме, кој ќе дојде пациентот во анамнезата, прво што прашуваме дали е пушач. Колку често го добивате потврдниот Многу често, одговор? за жал, многу често. Статистиката вели дека половина од популацијата пуши. Дали е така? Може би и повеќе. И Затоа успеваат што да ги млади остават пушат, стари пушат, цигарите? жени Така, пушат, сите. мажи пушат. Околу Жалосно е. 47%, ако не се лажам, од возрастната популација кај нас се пушачи. Ама зборите за возрастната. Така, Каде е тука статистиката за младите? Младите. Кој ќе сето тоа го собереме, значи бројките се уште поголеми. Јас кажав, за жал, индустријата работи на тоа никотинот побрзо да стигне до мозокот, да го предизвика тоа чувство на задоволство, односно создавање на допаминот во мозокот. Колкав дел од вашите пациенти успешно ги оставаат цигарите? Еве, ќе им ги предочите сите ризик фактори. На кутиите за цигари исто така ги има предупредувањата. Повеќето се свесни за штетните последици од цигарите и повторно палат цигара бидејќи се работи за зависност. Па ме интересира дали успеваат оние кои што се соочиле со некаков кардиоваскуларен настан да ја победат таа зависност. Доследни ли се, решителни ли се? Не се. Јас имам случаеви на колеги кои што прилежале инфаркт на миокардот и после неколку години повторно почнуваат да пушат. Значи, тоа е вистина која што треба сите да не загрижи, а сериозно да размислуваме. Јас работам со луѓе со проблеми здравствени. Кардиоваскуларната патологија е најчеста патологија. За жал ги гледам секојдневно проблемите. И затоа ја не се откажувам, јас повторувам и пак ќе повторувам. И тоа е единствениот начин. Ние мораме да се едуцираме за штетните последици на пушењето, за да одлучиме дека тоа не треба да го правиме. Видете, последиците се на долги патеки. Значи, никотинот, една цигара предизвикува промени во организмот. Процесот е долг и завршува со големи оштетувања на срцевиот мускул, на крвните садови, а преку тоа крвните садови се автопатишта. Оштетените автопатишта значат оштетување на крајните органи. Нема дотор на кислород, нема дотор на хранливи материи, па имаме инфаркти на се што може да замислите. Инфаркт на црево, инфаркт на бубрек, сегде може да имаме инфаркт. Не само на мозокот и срцето. А повторно, во основа е проблемот со крвните садови, каде што никотинот директно штетно делува. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Се надевам дека ова емисија ќе биде поттик, ќе биде мотивација за гледачите да направат промени во животот, кои што се однесуваат пред се на никотинот и цигарите. Благодарам на поканата. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што ме следевте и мислете на вашето здравје.